Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилеп со 9 кандидати за градоначалници и 10 советнички листи ќе настапи на локалните избори 2024 година. Во рамките на радио што се гледа, спортски журнал, наш гостин, некогашниот претседател на Фудбалската федерација на Македонија, Хари Хаджиристески. Општина Прилеп објави јавен пофик за студентски стипендии. Од полицискиот билтен те нападнал сопругата, а во друго село зетот бил нападнат од дедо, татко на неговата сопруга. Кај посетители на Прилеп пронајдена марихуана. Времето денеска сончево и топло со температура во Прилеп до 28 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Во рамките на локалните избори 2025 година, Прилеп ќе настапи со 9 кандидати за градоначалници и 10 листи за советници. Љупчо Донимагловски, Ѓорѓија Игески, Борче Чупетрески, Павлинче Матеска, Петра Лукаровска, Владимир Ѓорѓиовски, Дејан Продановски, Жарко Бошковски и Јасмина Стојковска. Тие се кандидатите за градоначалници во општина Прилеп, доставени до општинската изборна комисија. Имаме поднесено 10 листи за совет, и тоа група избирачи независни Иле Бачанов, група избирачи Страшо Неумовски, коалиција за локални избори 2025 предводена од СДСМ, Левица, Македонска ера трета, Политичка партија Единствена Македонија, Движење Знам за нашата Македонија, коалиција Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН, Македонска акција МАК, Искуство за успех Либерално-демократска партија. Тие се 10 листи за совет доставени до општинската изборна комисија во Прилеп. Денеска на радио што се гледа во рамките на второто издание на спортски журнал, кој имавме претседателот на Фудбалската федерација на Македонија Хари Хаджиристески, кој говореше за победа и за незините успеси и падови. Па не можам сега да ја водам победа заради тоа што акционерско друштво е акциите ги купија за мене непознати личности, собственици се, а бараат помош од градот. Не ми е јасно
како може, купуваат на берза акции, стануваат сопственици, а не сакаат да вложат средства за да створат услови за да може да функционира клубот, односно да обезбедат квалитетни фудбалери како што треба да биде за да можеме да се надпреваруваме во повисок ранг на надпреварување, а потоа да бараме од градот да го доопреми стадионот. И колкава би била цената? Тогаш мислам дека и фудбалска федерација би помогнала и би побарале средства и од УЕФА би побарале средства и ќе сигурно дека ќе добија. Не знам кој му е планот, програмата за поратамошна работа на фудбалскиот клуб Победа. Опстанок, напредок во прва лига, за да функционираш, да работиш само за да опстаниш, ништо не си направил. Ако не се трудиш да направиш нешто повеќе. Општина Прилеп објави јавен повик за студентски стипендии. Јавниот повик се однесува за доделување на стипендии на студенти од нашата општина, од општина Прилеп, кои ќе се запишат во прва година на Економскиот факултет Прилеп во првиот уписен рок. Стипендиите се наменети за најдобрите студенти, кои се истакнале со својот успех и постигнување, и студенти од социјално ранливи категории на кои оваа поддршка им е особено потребна. Рокот за аплицирање е 5 дена од денот на објавувањето на јавниот повик. Ја нападнал сопругот, а во друго село зетот бил нападнат од дедото, татко на неговата сопруга. Кај посетители на Прилеп пронајдена марихуана. Тоа е од полицискиот билтен. Вчера, во 12 часот, во полициската станица во Прилеп, 33 годишникот Прилеп пријавил дека во прилепско село кој не е наведено во полицискиот билтен, бил физички нападнат од БД, татко на неговата сопруга. Истиот ден, во 5 часот и 30 минути, 29 годишна жена од село во општина Долнени пријавила дека во семејниот дом во селото била физички нападната од незиниот сопруг. Полицијата презема мерки за расчистување на настанот. Вчера, во 20 часот, на улица Јоске Јордановски во Прилеп, полициските службеници од СВР Битола ги лишија слобода. НР 25 години од село Цапари Битолско и ДА 26 години од село Златари Ресенско, затоа што при преглед кај нив, кај лицето НР била пронајдена марихуана. По документирање на настанот против нив ќе следува соодветен поднесок, се вели во полицискиот билтен. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со температура до 28 степени Целзиусови. Следува период на претежно сончево време, освен во среда, која ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди. Дневните температури ќе опаднат за неколку степени. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација новинар Никола Димески и Елизавета Филиповска. Септември 2025 година.